Распаѓањето на поранешна Југославија и осамостојувањето на нашата држава. Некаде токму во тој период јас почнав да студирам. Односно дојдов од Куманово во Скопје и започнав со студиите на филозофскиот факултет, што за мене значеше една нова фаза во животот. Оти променив и средина на живење, меѓутоа и запознав многу пријатели и студирањето на филозофскиот факултет ми отвори многу нови врати за размислување, многу нови димензии. Така што ние се организиравме како студенти и започнавме отворени на факултет, понатака и во некои политички партии, на отворени форуми, секаде да дискутираме како може да се менјава македонското општество. И тогаш ние не се сложивме со една работа, тоа беше законот за педагошкиот факултет и сите излеговме на улици. Ефектот беше дури и за мене зачудувачки. Она што се случи во Македонија беше револуција на мислата. Студентските протести се одржаа 1997 година. Траја во неколку наврати вкупно над 35 дена. Од тие 35 дена, 15 дена штрекувавме со глад во шаторот пред Собранието на Република Македонија. Можеби над 20.000 луѓе не поддржаа. Зборувам за студенти и средношколци, и секој дека имавме огромна поддршка и од граѓаните на Република Македонија. Морам да истакнам дека средношколците од Тетово и од Куманово дојдоа пешки во Скопје да ни изразат поддршка, што е еден огромен херојски чин кој што не треба се заборави. И без дозвола и без шатори ние ќе седиме тука, ние сме тука. Солидарноста беше огромна меѓу студентите. Сите ние јасно ги знаевме нашите барања, јасно ги поставивме и многу енергично се залагавме за нив. Таква солидарност нема во политиката. Инаку, излегле студентите да протестираат, тоа е во ред. Излегле работници да протестираат, сето тоа е во ред. И тоа е нормална појава и тоа ќе го има и во македонското општество и понатака. Така што во рамките на демократијата сум тој што поддржува изразување на незадоволство и искажување на своји барања и на таков начин. Данас оказ политиката ја прифатив како предизвик. Уште од времето на студентските протести, кога не мислев дека ќе станам професионален политичар, имав политички ставови, изразував политички ставови, станав пратеник и се најдов во позиција во која што можев да донесувам закони, можев да учествувам во организирањето на животот на Македонија. Напишав книга која што ги вклучува сите мои парламентарни настапи, која што вклучува анализи од текот на моето активно занимавање со пратеничката функција и која што дава еден осврт од известна временска дистанца за тоа како и што мислам дека било добро, кои биле грешките. Таа книга, уште еднаш ќе кажам, не објавува догматски вистини, не објавува апсолутни вистини, таа книга објавува лични ставови, ќе бидат ставени на увид и ќе може да бидат консултирани, ќе може да бидат критикувани, ќе може да бидат отфрлени, ќе може да бидат прифатени. Зависи од тоа кој како себе се наоѓа во ова македонско политичко милје. Во моментов сум генерален конзул во Генералниот конзулат на Република Македонија во Њујорк. Таа позиција преземав како најмлад македонски конзул. Дипломатијата, да, навистина е софистицирана работа, меѓутоа во никој случај дипломатијата не представува нешто со кое што не можат млади луѓе да се занимаваат. Моите идеи доаѓале од тоа што сум го разменувал како размисла и консултација со македонската историја, со македонската промисла, што било она што ги гонело од 6 основоположници на ВМРО во 1893 година, па да не набројувам преку Илинденско востание, Балканските војни, Првата, Втората светска војна, Асном.
Сите оние што ја имале идејата на Македонија како независна држава, како држава на македонскиот народ, како држава во која што сите ќе живеат пристоен живот, како држава на разбирање, на толеранција, во која што се интегрирани и малцинствата и сите останати што живеат. Се она што ги гонело нив да имаат потреба за сопствена држава, за посебност. Тоа беше она што ми изградуваше политички и што се втемелуваше во мене да биде како една желба да се продолжи. Оти тоа еден пат кој што го продолжуваат генерации, ќе го продолжат и некои наредни генерации.